Министерот за здравство Азир Алиу во врска со тоа дали се планира воведување токсиколошки тестови за здравствените работници, изјави дека има 12 работни групи кои работат на менување или синхронизација на тие закони, со цел да нема колизија меѓу нив. Една од можностите што ќе ја разгледаме е дали во некој од законите може да биде и тој член, додаде Алиу, одговарајќи на новинарско прашање за тоа дали е планирано воведување на такви тестови по снимката која се појави на социјалните медиуми со сега поранешниот директор на клиниката за неврологија Игор Кузмановски. Премиерот Христијан Мицкоски, кој исто така беше на настанот, истакна дека владата итно реагирала по објавената снимка на социјалните мрежи со поранешниот директор на клиниката за неврологија Игор Кузмановски, нагласувајќи дека тој како лекар има импозантна биографија, но тоа што го сторил во момент на слабост најверојатно ќе го следи во текот на целиот негов живот. По објавувањето на снимката со Кузмановски во домашна атмосфера каде меша бела прашкаста материја во чинија, зборува за неа со асоциација за кокаин и разговара со друго лице. Министерството за здравство соопшти дека го разрешува од директорската позиција на клиниката за неврологија. Доктор Јован Божиновски е именуван за нов ВД директор на клиниката за неврологија. Министерството за образование и наука известува дека е отворена можноста за пријавување на студенти за сместување во студентски домови, каде што останале слободни места по конкурсот за прием на студенти запишани на додипломски студии во државните и приватните студентски домови во Република Македонија, а за студиската 2025-26 година. Во објавата на МОН е наведено дека слободни места има во студентските домови Кочо Рацин во Битола, Томе Стефановски Сенич во Скопје, Никола Карев во Охрид, Орде Чопела во Прилеп и во домовите Логоси, Хилјадников во Штип. Сите заинтересирани студенти може да аплицираат најдоцна до крајот на тековниот месец. Критериумите и условите за аплицирање се идентични како и при првото пријавување и може да се погледнат на линкот од Министерството за образование и наука. Кинеското министерство за трговија ги повика Соединетите Американски држави да ги исправат своите грешки, да покажат искреност и конструктивно да соработуваат со Кина за да постигнат заемно прифатлив трговски договор во согласно со претходните договори. Коментарот следуваше потврдењата на САД дека Кина го одложила предложениот телефонски разговор за новите кинески мерки за контрола на извозот на ретки метали, како и по американските сугестии дека двете страни треба да најдат начин да ги стабилизираат своите економски односи. Портпаролот на Министерството нагласи дека Кина навреме ја информирала американската страна за мерките за контрола на извозот преку механизмот на билатерален диалог, пред тие да бидат објавени. Тој исто така истакна дека Пекинг и Вашингтон ја продолжиле комуникацијата преку механизмот за економски и трговски консултации, вклучително и работните разговори што се одржаа вчера. Соединетите Американски држави не можат од една страна да бараат диалог, а од друга страна да се закануваат дека ќе воведат нови ограничувања. Ова не е начин да се постигне договор со Кина, порача портпаролот. Францускиот председател Емануел Макрон изјави дека уставниот и институционалниот ред на Мадагаскар мора да се зачуваат. Тој по самитот во Египет за примирието во појасот Газа рече дека не може веднаш да ги потврди информациите од медиумите дека Франција му помогнала на председателот на Мадагаскар Андри Раџоелина да избега од земјата. Мадагаскар, земја со 30 милиони луѓе, од кои 3/4 живеат во сиромаштија, има бруто домашен производ по глава на жител кој се намалил за 45% од независноста во 1960 до 2020 година, според податоците на Светската банка. Председателот на Мадагаскар, Андри Раџоелина, вчера изјави дека морал да се пресели на безбедно место за да го заштити својот живот по неколку неделните протести на младите луѓе кои бараа негова оставка. Во обраќањето до нацијата, Раџоелина не откри каде се наоѓа, а неговото моментно место на живење останува непознато. Но воени извори и други официјални лица изјавија дека тој ја напуштил земјата завчера со француски воен авион, откако трупите на Мадагаскар ја објавија својата поддршка за демонстрантите. Немирите започнаа од 25 септември поради широко распространетите прекини на водата и електричната енергија, но прераснаа во национално движење со кое се бара оставка на Раџоелина. Безбедносните сили употребија сила за да ги растираат демонстрантите, додека офицерите што ги поддржуваа демонстрантите ја превзедоа контролата врз војната команда.
Времето утре ќе преовладува променливо облачно со услови за слаб локален дожд, ќе дува слаб думерен ветер од северен правец, соопшти управата за хидрометеоролошки работи. Во Скопје променливо облачно, ќе дува слаб северен ветер. Под влијание на влажни воздушни бранови следува период на променливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд. Пообилни врнежи се очекуваат во четврток кон крајот на денот, во текот на ноќта и во петок.